Како што веќе најавив, Хан со добри вибрации, Могерини со лични емоции и двајцата со добра вест дека Македонија е назад на европскиот пат, или како што би рекла Могерини, се вративте на патеката, може да славите, а потоа на работа. Промените не се само за подобрување на легислативата, туку и за нивна имплементација и конкретна корист за граѓаните. Подлече Хан, а Могерини процесот кон пристапување во Унијата го опиша како видеоигра, чија што крајна цел е подобрување на стандардот и квалитетот на живот. Со мене во студиото е вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Ви благодарам и на двајцата што се согласивте на овој дуел со оглед на денеска бурниот ден и европредставниците. Еве, со вице-премиерот ќе почнам, денеска е ваш ден со оглед на бараноста и на интервјуата. Како го оценувате извештајот на Европската комисија? Тој е генерално позитивен. Меѓутоа, од друга страна, памтиме многу вакви и предходно позитивни извештаи кои за жал не донесоа во евроинтеграциите, и позитивен извештај не значи влегување и лесно влегување во интеграцијата, не само заради спорот со името, туку и заради завршување на сите реформски процеси. Да, благодарам на поканата. Денеска не е мој ден само. Денеска е ден на сите граѓани на Република Македонија, денеска е европски ден на Македонија. Навистина празник за државата, самиот факт што денеска имаме тројца еврокомесари, тоа се околу 12% од целата комисија е во Скопје и 6 премиери од регионот кажува дека Македонија станува позитивната приказна во регионот, меѓутоа и во Европската Унија. Апсолутно кристално чистата препорака од Европската комисија до Советот за започнување на преговори е валоризација на направеното во овој период, меѓутоа тоа што е најважно, дека Македонија е друга држава после помалку од една година. Пред само една година, помалкото, уште немаме година од 27 април, Македонија беше на работна конфликт, на работна бездна. И денеска тројца еврокомесари доаѓаат и ја вреднуваат државата како вратена на својата евроатлантска патека со вистинска, реална перспектива за членство во Европската Унија и во НАТО. Мислам, не може да се посака нешто. Да, денеска може да бидеме и среќни и се, меѓутоа ова пак ќе повторам, не значи завршување на работите, и едното и другото рекоа дека ве чека работа. Меѓутоа еден значаен майлстон, една значајна одредница, една значајна мотивација и охрабрување за продолжување понатаму. Значи, животот е преку одредници. Меѓутоа, кога ќе постигнете резултат, ќе затворите едно поглавје, отварате ново и започнувате со уште појака динамика, мислам дека тоа дава резултати. Навистина, не сакам денеска да зборувам во име за да ја фалам владата за постигнатото. Сепак, јас и доаѓам од политичка партија која што ги надминува мандатите на владите. Меѓутоа, проектот Европска Унија ги надминува мандатите на владите. Тоа не е ексклузивен процес на една влада. Ова е заслуга на целото општество. Денеска среќен треба да биде и Александар Николовски. Па да, еве, Могерини рече дека постигнувањето е заеднички успех на владата, парламентот, опозицијата, сите граѓани. Одговорноста е сепак на владата, опозицијата треба да биде ангажирана, рече таа. Јас сум среќен дека планот 369 навистина даде буст на овој извештај. И доколку гледате во бројките на извештајот, ќе се навратиме во конкретни примери и ќе споредиме со планот на 369. Јас задоволен, меѓутоа денеска, да резимирам, треба да бидат задоволни сите граѓани, независно од која етничка припадност и која партиска припадност. Добро, она што еве кажав дека Могерини ги поздрави успесите, кажа дека се и на опозицијата, и факт е дека вие се вративте во собранието, учествувавте во реформските закони. Меѓутоа, она што е ваша импресија, денеска одржавте пресконференција, дека практично и не постои област во која што е постигнат чист напредок. Рековте дека тоа се двојки и дека не е точно дека нема никакви забелешки на владата. Не се согласувате апсолутно, мислам, претпоставувам, со Бујар Османи. Апсолутно благодарам уште еднаш на поканата. Прво сметам дека е добро Македонија што доби позитивен извештај, тоа е добро за целата држава и е добро за продолжување на евроинтегративниот процес кој што ние силно го поддржуваме и за кој што се залагаме. Она што мене ми смета е една очигледно организирана маркетиншка и пиар кампања која што ја води владата во насока на промоција дека се случува нешто ново во Македонија. Во Македонија не се случува ништо ново, имајќи предвид дека ние од 2009 година добиваме позитивни извештаи и од 2009 година секоја година има препорака за почеток на преговори.
некојаш тоа било во март, некојаш во април, зависно од динамиката како се носиле извештаите, и секогаш во јуни Грција ставила вето на таа препорака за почеток на преговори, некојаш се комбинирала и Бугарија во таа работа, некојаш била само Грција, но сите знаеме како завршувале тие обиди. Така што годинава ние добивме уште една позитивна препорака, тоа е за поздравување, но овој извештај е секако една оценка каде Македонија и како се движи во изминатиот период, и секако дека тоа има исклучително критични делови во суштината на извештајот, особено во неколку клучни подрачја, како што е правосудството, борбата против организираниот криминал и корупцијата, фундаменталните слободи и економијата, каде што има најсериозни забелешки. Сега јас знам дека граѓаните кои што не гледаат не се експерти во оваа област, но, например, има сериозна разлика дали ќе пишува дека има прогрес, дали ќе има напредок, или ќе пишува дека има, како што има во овој извештај, најчесто користен збор кој што ќе го искористам и сега, е одреден напредок. Ако вака треба школски да ги поделиме оценките, Видов Димитров вчера го користеше тој вокабулар, затоа ќе го користам. Владата се обидува да представи во јавноста дека добива петки, во суштина добива двојки. И двојки се прелазни, ама не се петки. Пред да продолжиме, за да можеме да коментираме, сепак ја вклучам и колешката Сања Васич, која е на вечерата што Могерини ја има со 6 премиери, односно пред местото каде што се одржува вечерата. Сања, дали воопшто смеа да бидат присутни новинари во ресторанот каде што се одвива оваа вечера, и дали воопшто има некакви информации од она што се случува таму? Не, вечерата се одвива навистина во најголема тајност. Воопшто едва ја дознавме локацијата, ниту пак можеме да се приближиме до ресторанот Камни, каде што се 6 премиери со Могерини. Тука на почетокот на патот, под навистина силно полициско обезбедување на периферијата на Скопје, вечераат со Могерини, Зоран Заев, заедно со Еди Рама, Рамуш Харадина и премиерите на Звиздич на Босна и Херцеговина и Марковиќ на Црна-Гора. Она што Могерини кажа на пресконференцијата, треба да им порача дека Брисел очекува тие и натаму тесно да соработуваат на патот кон Европската Унија, и ќе им каже дека и Западниот Балкан и Европа само треба да стане членка на Европската Унија, а клучно за тоа ќе биде спроведување на реформите. И Могерини и Хан денеска повторија дека денеска е добар ден, ден за славење, но веќе веднаш очекуваат нови резултати, тоест имплементирање на реформите. Или како што Могерини тоа севковито го каже на пресконференцијата, го спореди реформскиот процес со видеоигра. Значи имате едно ниво, кога ќе го поминете, веќе следува следното ниво. Македонија го помина првото ниво, доби, ја врати практично препараката за почнување преговори, но веќе ја чека следното ниво, она што не знаеме колку нивоа има оваа игра. Но да ги слушнеме изјавите на Могерини и Хан. You did a lot in terms of adopting the necessary legislation, but so to say, now it's about the rollout. It's about implementation. And this is where we count on you, on your determination. This is what member states are now looking for. And also in that respect, you could be a role model for the region if here concrete implementation takes place, which is another support for entering very soon into the, say, next stage of our relationship. And therefore, please focus now on implementation. Пред малку говоревме дека ова е вид на видеоигра. Секогаш кога ќе дојдете до едно ниво и го заменувате едното миново, исто престои ново ниво, меѓутоа добивате екстра поени за успешно завршената работа. Како што кажав, на крајот на денот, со ова покажувам дека имам тинејџерки ќерки, меѓутоа ќе кажам дека вие бевте исто така во право кога кажавте дека не станува збор само за институциите
процедурите и институциите, вистинската работа е всушност и нашата крайна цел е подобрување на животот на граѓаните, да се добие еден европски стандард, да се покрене економијата, доброто владење на институциите и сето она што значи еден добар квалитет на живот. Сања, она што сепак го спомена Могерини е решавањето на проблемот со името и во извештајот има пофалби во однос на регионалната соработка, меѓутоа колку е ова клучно и што всушност им порача конкретно на представниците на власта, какви чекори треба да превземат за да го надминат и ова прашање? Меѓу целиот оптимизам, денес многу оптимизам имаше на овие пресконференции, има оптимизам и дека спорот со името може да се реши до крајот на јуни, кога се одржува советот, тоест ќе се соберат лидерите на Европската унија и треба да одлучат дали на Македонија ќе дадат датум да ги почне преговорите. Меѓутоа, во оваа позиција на чекање на датум со препорака Македонија веќе била поминувале вакви многу самити, но не сме го добивале очекуваниот датум. Могерини е оптимист, таа порача пред се и за реформите, но и за споразумето дека во Македонија треба да продолжи и да се создаде национално единство, односно владата и опозицијата да се обединат и околу ова прашање кога ќе дое на дневен ред, меѓутоа тоа е веќе на дневен ред, меѓутоа исто така дека треба да се носат и храбри одлуки. Таа е убедена дека има време од околу 2,5 месеци и да се реши спорот и потоа да се направи до одржување на самитот за да се донесе ова клучна одлука за Македонија. Еве изјавата на Могерини. Времето треба да се искористи позитивно и храбро, како што го направивме тоа во последните 10 месеци, каде што направивте чекори во кои што пред 10-12 месеци беа незамисливи. Затоа јас сум оптимист за Балканот и сметам дека тоа ме квалификува како глобален оптимист. Некако сите се оптимистички, но вчера имаше изјава Макрон и тој не е на оваа оптимистичка линија во однос на проширувањето, што не дава надеж дека оваа оптимистична еуфорија, како да ја наречам, може туку така да се пренесе во Унијата и дека Унијата е ветена веќе за Балканот. Да, она што го кажа Макрон вчера во Европарламентот во Страсбур доаѓа како студен туш. Тој рече дека проширувањето не треба да продолжи, односно се додека земите од Западен Балкан не ги остварат сите реформи, додека не ги постигнат сите европски стандарди, заради лошите искуства на Европската унија претходно и за да биде поединствена Европската унија. Денеска странските медиуми Financial Times повикувајќи се на своји анонимни избори во Европската унија пишува дека на таа линија се и Германија и Холандија, дека тие се двоумат дали Албанија и Македонија сега толку брзо би заслужиле датум за почнување на преговори. Но од друга страна тука го имаме председател на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој е брутално искрен. Тој кога ја презема функцијата искрено кажа и порача на Западен Балкан, не се надевете следните 5 години нема да има проширување. Вчера пак тој во Страсбур на Макрон исто така му кажа прилично и многу искрено дека Западниот Балкан треба да се интегрира, инаку повторно таму ќе има војна како во 90-тите. Благодарам. Тоа беше Сања Васич, која за жал не е на вечерата каде што се 6 премиери со Могерини. Меѓутоа еве да се надеваме дека по оваа вечера ќе има повеќе информации за разговорите таму. Останува да ја следиме посетата на Могерини. И ова веднаш ме го наметнува прашањето за името и пораката и до власта и до опозицијата во однос на заедништво и по ова прашање и изградба на заеднички консензус, кога вели храброст, веројатно тоа се однесува и на двете страни. Секако јас реков дека самиот овој извештај е охрабрување за нас да продолжиме понатаму и во спроведување на реформите, меѓутоа и во затварањето на политичките
теми кои што ни се пречка на патот на интеграциите. Мислам дека има добар напредок во тој процес, дури сметам дека психолошки сме поминати на точка на иреверзибилност, на неповратност во делот на решавањето, така да навистина треба фокус и на внатрешните чинители и на меѓународната заедница да се искористи овој позитивен амбиент, ова уникатна можност што ја нуди годината, за да го затвориме ова прашање и навистина Македонија да влезе во мирни, долгорочни води, каде што економскиот прогрес ќе биде единствената тема на државата. Николовски, вие денеска на пресконференцијата кажавте дека токму прашањето за името било, и кажавте и тука, пречка за да не може Македонија да оди напред. Меѓутоа, дали сте песимист или оптимист во однос на решавањето на ова прашање и каде вие ја гледате таа потребна храброст, дали сметате дека има национален консензус по ова прашање? Видете, мислам дека и на мали деца од држава им е јасно дека ние не сме членка ни на НАТО ни на Европска унија само заради Грција, нема ни една друга причина. Всушност и целиот процес на каснење, ние 2005-та дојдовме земја, статус на земја кандидат, дури 2009-та стигна препораката, не беше затоа што некој чуда се случува во тие 4 години, туку затоа што Грција ги користеше сите механизми да го блокира тоа. Во однос на преговорите за името има две работи кои што се факт, ќе кажам, едната е поврзана со извештајов. Прво, владата се ги води преговорите како што ги води, реши да исклучи целосно опозицијата од процесот. Океј, нивни избор, ние ќе можеме да коментираме во оној момент ако и доколку има решение, кога ќе можеме да погледнеме целото, ќе можеме да ја кажеме нашите ставови, така што мислам дека е релевантно што било да кажам, затоа што треба да се базира или на она што го имавме како информација на лидерската средба од која што се поминати 3 месеци, или на новинарски извештај. Второто е фактот дека извештајов има сериозна политичка нота во себе, а тоа е на Европската комисија е потребен успех, не треба да забораваме дека в година им завршува мандатот, има избори и најголем дел од овие комесари нема да се повторно комесари затоа што ќе има избори. Председателот Јункер сигурно нема да е председател, ИПП ќе излезе со друг кандидат за председател на комисијата, така што и нив им е потребен успех и очигледно е дека сакаат да го стимулираат успехот во преговорите помеѓу Македонија и Грција и затоа даваат вакви изјави кои што не соодветствуваат нити со содржината на извештајот, нити со реалната ситуација во Република Македонија. Сите кои што не гледаат нека погледнат околу себе, ја не верувам дека нешто драматично им се случило во изминативе 6 или 9 месеци и дека Бог знае колку подобро живеат, па ние да ги слушаме овие работи, дури се шалат одредени луѓе, велат кога ги слушаме овие изјави се прашуваме себе дали ние навистина живееме во оваа држава или не. Факт е која е причината зошто тоа се прави, тоа е за да се даде еден политички стимул на владата да преговара за решение за прашањето за името, а во јавноста да се создаде чувство дека нешто се добива, она игра на Стапи Морков, сега Морковот е овој позитивен извештај. Но нас еве и да се реши прашањето за името и да почнат преговори, доколку не се менуваат суштински работите во Македонија, во клучните области не се сменети, нема ништо да им смени на граѓаните, напротив ќе имаме разочарување каде што сме попуштени на одредени места, нема да има напредок, затоа што какво и да е решението, е најповолно да е за Република Македонија, ќе на штета на македонскиот народ и на Македонија како држава, тука сме ние свесни и са прашањето е што Македонија добива за тоа. Ако остане ова ниско ниво на реформи и на прогрес, Македонија нема да добие ништо, затоа што јас го спомнав тоа и во мојата колумна, ние и во пресконференцијата денес, ние стигнавме да бидеме во иста група со држава која што беше 9 години позади нас. 2005 година Македонија стана кандидат за членство во Европската унија, Албанија стана 2014, ние сме денес во иста група. И она кој што ја го најавував со недели назад, кој што изгледаше чудно, еве се оствари, стигнавме Македонија да е во иста група со Албанија во дел на интеграција во Европска унија, што од една страна само да завршам мислата, само ако може да завршам мислата. Да завршам мислата само, што е понижувачки и за нас како држава, ако сакате и за албанците во Македонија, затоа што албанците во Македонија секогаш вадечеле за најнапредни од албанците кои што живеат во Косово, Албанија и Македонија. Не, поврзано е, нас не ставаат во иста група. Ако можам да преведам еве за граѓаните што кажа сега господинот Николовски. Кажа Македонија не заслужува преговори, да започне преговори, меѓутоа Европската комисија заради интересот на комисионерите
ни укажуваа дека ние сме спремни да почнеме, но ние не сме спремни. Тоа е ни непријателите на државата, тоа не би го кажале затоа што од контекст речениците, некоректно. Само да завршам. Морам да интервенирам. Затоа што објективните факти тоа не го кажуваат. Македонија е спремна да почне преговори уште во 2009 година и цело време е спремна да почне преговори, туку заради проблемот што го имаме со името, Македонија никогаш нема започнато преговори. Меѓутоа, во текот на тој развој на настаните, поради статус квото, поради губење на фокусот, Македонија влегува во длабока политичка криза, која што државата ја носи на едж, на граница на дестабилност. Ние успеавме денеска да добиеме валоризација од Европската Унија дека Македонија се врати повторно на цврсто на Евроатлантскиот пакт и повторно е спремна да почне преговори со Европската Унија. Ако си ја заврши работата така во да, реформите. навистина е лоша констатацијата дека ова е некаква политичка промоција на Европската Унија, бидејќи Македонија не заслужува да започне преговори. Оно што кажавте дека има политички стимул за да се охрабри владата да го реши прашањето за името, тоа е факт, го знаат сите. И второто прашање во однос на спомнувањето на Албанија и на колумната и моето поврзување, ова само Албанија во вашата логика е спомнато само поради патолошката обседнатост со Албанија и албанците во вашата филозофија. И ние денеска што добивме и Албанија и Македонија? Добивме препорака за започнување на преговори. Подобро од ова денеска нема ситуација, нема друго ниво подобро од Истата порака и во Албанија и во Македонија. Така, што го почнавте, да, меѓутоа и на еднината и на другата држава е напоменато дека ве чека работа од зашто утре. и Албанија има добијане. Јас навистина не можам да ја разберам таа патолошка обседнатост против албанците и Албанија. Ние треба да сме среќни што сите земји во регионот напредуваат во добар прогрес. Денеска не случајно Могерини од 6 земји од Западен Балкан оди во само 4 од земјите, за да покаже дека нема веќе фронтранери Србија и Црна Гора, а во втор пакет Албанија и Македонија. Од денеска со пораката на Могерини, со посетата символична, кажува дека денеска границите меѓу првиот и вториот и третиот и четвртиот ги нема. Денеска имаме 4 фронтранери во самиот процес на европски интеграција. Николовски, дали сте обседнати патолошки со албанците и токму тоа ви се мотивите, затоа што еве веќе да кажам дека вие и во еден ваш статус на Facebook, а подоцна и во колумна, велите дали Бујар Османиевици премиер за евроинтеграција само на албанците по скандалот со бојкотот на конференцијата посветена на Западен Балкан и го обвинувате дека е во координација со министерот за надворешни работи на Албанија Дмитри Бушати, според кој намерно треба да се кочат реформите во Македонија, да не се спроведува целосно планот 369. Ака се јас стојам позади тоа што сум го кажал, прво мислам дека некоректно да се користат зборови као патолошка обседнатост. Мислам дека треба да задржиме нивото на комуникација. Немам друго објаснение. Добро, тоа говори за вас, не за мене. Како и да е. Во однос на оваа работа, јас изнесов сериозно сомневање кое што стигна од прилично релевантни извори, дека постои одредена координација и договор помеѓу вице-премиерот за евроинтеграција на Македонија и министерот за надворешни работи на Албанија, со цел да двете држави влезат во група, односно да се направи група од две држави, кои што во исто темпо ќе напредуваат кон Европската Унија. Дали јас бев во право или не, покажа Европската комисија денес и вчера, кога ги презентираше извештаите за Македонија и Албанија и практично го потврди тоа што јас го зборував 3 недели. Тоа е прва работа. Втора работа. Сите знаат дека Македонија беше далеку поспремна од Албанија. Јас си посакувам на Албанија да стане членка на Европската Унија што побрзо, затоа што е тоа добро за регионот. Но во исто време сум заинтересиран каде оди Македонија. Значи, ние овдека тргнавме од ситуација каде што Македонија беше далеку поспремна, со едно кочење на одредени реформи, стигнавме во ситуација да сме во пакет. Пакет кој што е незаслужен. И затоа реков, тоа е лошо и за албанците во Македонија, за кои што јас имам најдобри намери. Тоа е лошо ако имаме иста препорака со Албанија, дека реформите почнуваат, има позитивен извештај од утре се чека работа, потполно иста препорака беше од Могерини. Контекст работите. Сите знаат дека Македонија е далеку поспремна, имајќи предвид дека кажа и Османи, ние од 2009 година, секоја година, добиваме препорака за почеток на преговори кои што не се случува заради Грција. Ама видете сега, ако Албанија стигнало на ниво да има иста препорака со Македонија, значи дека е успех на Албанија. Ај повелете. Не.
Минатата година не бевме во група. Пред 2 години не бевме во група. Пред 5 години не бевме во група. Прв пат сме оваа година во група. И тоа се работи кои што својот кредибилитет го добија со извештај од Брисел, не со размислување од мене лично или од било кој друг. Повторувам, мене не ми смета Албанија да напредува, но ми смета Македонија да се кочи, за да сме во иста група, затоа што треба да знаат граѓаните дека веќе самостојни членства во Европската унија, само вам да се објаснам, скоро нема да има, последна таква беше Хрватска. Една група се Србија и Црна Гора. Втора група беа Албанија, Косово и Босна, и Македонија висеше заради тоа што кај Македонија е проблем името. Сега се направи втора група, каде што се Македонија и Албанија. Овие обвинувања вие ги нарековте научна фантастика. Колку е ирационално. Значи Македонија денеска не можеше да добие подобро нешто и да седнавме ние и да бидеме креативни да измислиме подобро. Не можеше. Ова е максимумот што може да се добие во оваа фаза. Значи ние ја остваривме нашата цел како што ја замисливме. Ако вие велите дека јас сум придонел и Албанија да го добие исто тоа, во ред, ќе го прифатам тоа, нека ми бидат благодарни, но не е тоа така. Ниту имам таква можност јас Албанија да ја влечам заедно со нас, иако кога би имал можност, да, и Албанија, и Србија, и Црна Гора, сите би ги извлекол заедно со нас, за да одиме напред, бидејќи така добиваме синергичен ефект во сите наши индивидуални постапки. Меѓутоа, јас ви кажам, Македонија во ништо не е кочена, бидејќи денеска доби максимално признание, повек, значи јас денеска коментирав некаде, најдете во речник сите позитивни зборови, денеска ги кажа Могерини и Хан. Ја не можам да извештајте да разговараме да ви докажам дека не е точно. Првин да само да одговори на конкретните обвинувања дека вие сте имале договор со министерот за надворешни работи, сте имале такаве обвини, вие рековте дека тоа е фантастика. Јас кажав, тоа е научна фантастика, тоа е секогаш треба да логиката на барање на албанците како дежурни кривци за секој проблем, и тоа е филозофија која се наследува од минатото. Мене ми е жал што и во ова нова констелација на ВМРО го слушам и навистина беше разочарувачки. Не дека мене тоа ми пречеше, бидејќи граѓаните се смееа на таквата изјава, меѓутоа ми беше жал затоа што мислев дека ВМРО, посебно од Николовски, очекував дека ќе рефлектира. Меѓутоа ви кажувам дека тоа е целото е ирационално, нема логика, бидејќи Македонија не е кочена во ништо, напротив, Македонија го доби максимумот и Албанија го доби максимумот. Ако јас сум придонел во тоа, за жал не сум придонел. Меѓутоа, ако сум придонел, спремен сум да ги земам сите заслуги, дека сум помогнал на една соседна држава да го добие максимумот од можното во оваа фаза од страна на... Еве да одиме со конкретни работи, затоа што вие го обвинивте за планот 369. Да, само овде ве молам, мислам дека е значајно. Значи, господинот Османи повторно се обидува во стил на речникот на Дуи да го сврти ова во насока дека ВМРО има нешто против албанците. Јас во ниеден момент збор не кажав против албанците. Напротив, кажувам дека е штета за оние албанци кои што живеат во Македонија, намерно да се враќаат назад, наместо да одат напред. Како се враќаат назад? Дека нема научна фантастика во ова што јас го зборувам, е вашето неучество, на пример, на конференцијата во Босна и Херцеговина, во директна координација со Дитмир Бушати. Прво, второ, дека нема научна фантастика во ова што го зборувам, е извештај од Европската комисија, и трето, треба да сте запознат, пошто се вице-премиер за евроинтеграции, не случајна е реакцијата на Макрон која што излезе, а тоа е треба да знаеме дека извештајот каснеше 2 дена. Каснеше 2 дена затоа што неколку земји членки, вклучително и Франција, имаа сериозни забелешки кон давањето на датум за почеток на преговори на Албанија. Доколку Македонија беше на ниво на реформи кое што беше потребно, јасно ќе можеа да ја направат разликата, но тие се доведоа во ситуација или двете да ги одбијат, или на двете да им дадат. И 2 дена имаше натегање во Брисел што да се направи. Да го изреализираше владата реформскиот пакет како што требаше да го изреализира, таква дилема немаше да има вакви изјави од Макрон. Македонија ќе добиеше препорака, Албанија немаше да добие препорака и ќе беше чиста работата. Тоа е она што јас го зборувам. Само да одговорим. Значи ова е толку ирационално на толку нивоа да навистина не заслужува одговор. Мене ми е жал ова што го слушам. Значи дебата имало во Европска комисија по однос дали Албанија треба да добие препорака или не, меѓутоа апсолутно тоа не е поврзано со Македонија. Македонија од сите, мојата информација дека сите еврокомесари
позитивно се произнеле за Македонија и во ниту еден момент немало дилема дали ќе биде Македонија. Значи, тоа што Европската комисија го има со Албанија е во никаква корелација со Република Македонија. Ние бевме среќни кога и Албанија доби препорака, бидејќи кога земите напредуваат си помагаат една на друга. Така да апсолутно е ирационално и не заслужува внимание. Во однос на Бања Лука, јас имам дадено изјава. Тоа, јас сметам дека регионот може да успее само доколку 6 земји имаат иста шанса за напредок и да се помагаат една со друга. Доколку почнуваме да се исклучуваме една со друга, тоа ќе отвори домино ефект и нема регионот да има оваа синергија што ја има во моментот. Меѓутоа, како се чувствувате кога некој представник на СДСМ, да речеме, односно министер или премиерот оди на настан каде што нема представник на Косово? Дали е тоа во корелација и договорено со владата? Не се случило тоа никогаш. Значи тоа е став на владата генерално, тоа е битно. Затоа што Николовски обвинува дека се тоа е стави на Европската комисија. Европската комисија го има осудено таквиот настан на организирање на конференција. Па знаете вие дека се одвива страшна дебата за самитот. Не затоа што вие велите делувате надвор од владата на овој начин. Заклучокот е следен. Јас го пишав тоа пред 2 месеци, дека доколку Косово во случајов не напредува и не е канета на конференции, нема да напредува и Македонија затоа што нема да оди на истите конференции. Па вие ако не се појавите на таа конференција, како ќе напредувате? Ма таа конференција не напредува. Таквите конференции уназадуваат. Јас ви кажувам, затоа конференции на кои што вие треба да се сретнете со пола Европска унија уназадуваат, добро. Европската комисија Европската унија го има осудено тој состанок. Затоа што не рефлектира новиот дух што сака преку стратегијата да ја Значи Европската унија ги осудува настаните што самата ги организира. Апсолутно тоа не е организирано од Европската унија. Тоа е самит на министерот за надворешни на Босна и Ерцеговина, кој што не се одржува во Сараево, туку се одржува во Бања Лука и во кој што не се поканува една од земите на 6 земји. Јас кажав и Србија да не беше поканета. Јас немаше да учествувам, ниту би преферирал некој да учествува. Сега има голема дебата по однос на Софискиот самит. Заради спорот, дилемата што ја има Шпанија во однос на учеството на Косово заради внатрешните проблеми на Шпанија. Значи, цела Европска комисија во моментот се занимава со тој проблем и нема да дозволи да се одржи Софискиот самит без учество на една од државите. Бидејќи така се руши концептот. Значи да имаме заклучок ако не учествува Косово во Софија, нема да учествува Македонија. Ако не учествува Србија, Не, за Косово е проблемот, не е за Србија проблем. Не е прашање на Македонија. Европската комисија нема да дозволи такви. Добре, ја да кажам пред гледачите еден ден пред тој самит има самит на Европската народна партија, без разлика дали ќе учествува Косово или не, ВМРО да помнете учествува. Затоа што вас ви е важно да имате антиалбански сентимент. Се повторновите на иста логика. Се ви е врзано со Косово и Албанија. Гледате, кога бевте во влада, одите во село и им велете таму, ви направивме пат и водовод, ве прашуваат зашто нема струја, пошто ВМРО и Груевски не дават. Срамота е со оваа реторика да гледате вие дебатата. Ние денеска во овој ден, кога имаме тројца еврокомесари, кога имаме позитивен извештај, имаме чиста препорака, целата дебата е Косово, Албанија, албанците. Наша најголема грешка како ВМРО да помне беше што ве оставивме, почитувајќи го правилото победник со победник, ве оставивме да комуникацијата со албанците остане само од страна на ДУИ и да сите грешки кои што ги имате внатре, си ги знаете, не би ги коментирал, да и покривате со ВМРО да помане. Тоа веќе нема да го дозволиме. Еве повелете. Еве затоа комуницираме директно, нема да дозволиме ВМРО да е црн ѓавол помеѓу албанците и нема да дозволиме да е оправдување за неуспесите на ДУИ. Затоа овако вадам како што вадам. Продолжете вака на добар пат. Да се вратиме на извештајот. Она што го нема во планот 369 е економијата. Токму во однос на економијата се и забелешките во извештајот. Недостатоци во деловното обкружување, слабото спроведување на договорите, голема сива економија, структурни проблеми на пазарот на трудот и слично. Овие работи се сериозно нотирани и иако владата најави реформи и во однос на овие работи не се спроведени. Тоа е многу сериозно. Прво морам да објаснам неколку технички работи, дека овој извештај има две специфики. Прво, дека покрива период повеќе од 12 месеци за прв пат, бидејќи се менува циклусот. Порано беше секој октомври, сега е април, па е додаден периодот од октомври до април. Значи покрива 16 месеци, од кои пола се на
до формирање на влада и пола се на формирање на влада. Така да и во квалификација на оценките ниту владата смее да се фали многу, ниту опозицијата да критикува, бидејќи Ама сега кога дојавме за економија, велите тука беше и ВМРО. Кога бевме ваму за работиве генералната оценка кај што викате се петки, тогаш не рековте дека е ВМРО. Сега кога стигнав на критиките, тогаш викате. Извештајот Не ве разбирам, ама кога дојдовме до критиките, велите дека тука е 16 месеци. Јас сакам да кажам дека сакам овој проект да го издвоиме од дневно-политичката агенда. Меѓутоа не очекував дека ќе влезе на етничката агенда. Добро, сега да се вратиме на критиките за економијата. Тоа го расчистивме со етничката агенда. Во делот на каде што има сериозни забелешки. Така. Клучни слабости. Значи, генерално, за да излезам со бројки, да не биде спекулативно, ова извештајот дава два момента. Прво, напредокот во извештајниот период, овие 16 месеци, и за прв пат ја дава и подготвеноста, што значи кумулативната подготвеност на државата од денот на подпишување на спогодбата за стабилизација и асоциација, за да дава можност да се компарираат државите меѓу себе. Значи, ке ви повторно, структурни проблеми на пазарот на трудот се рефлектираат во ниска активност, високи стапки на невработеност, фискалната политика е насочена кон краткорочни мерки, нема траен план за консолидација, се уште страда економијата, слабости во планови. Тоа се обидувам да го кажам. Значи, во претходниот извештај, во однос на економијата, може камера да види, во однос на напредокот за овој извештајен период, во 2006 извештајот 2,5 е оценката. Во овој извештај е 3 оценката. Значи, економскиот напредок во извештајниот период. Од вкупната подготвеност на државата на економските политики, 3,5 било, 3,5 е останато. Значи, вкупната подготвеност на државата, кумулативната подготвеност. Меѓутоа, во напредокот има 0,5 повисока за конкретните оценка. забелешки. Зошто не се спроведени овие реформи? Значи, прво, економските политики не се дел од планот 369, не сум јас компетентен да ги владата која најавила промени. Објаснам. Значи, таму има забелешки во однос на сите сектори, бидејќи тоа е целта на извештајот. Меѓутоа тука ги има најголемите. Да немаше забелешки, ние денеска ќе бевме членка на Европската. Да, меѓутоа тука ги има најголемите. Ние ќе бевме членка на Европската унија. И затоа не очекуваме дека овој извештај ќе биде идеален, ниту е идеален на земјите членки. Идејата на извештајот е да каже дали вие имате напредок во извештајниот период и кои се слабостите кои што треба да ги детектират. Зошто нема напредок во областа на економијата? Но има. Значи ви кажам, оценката на претходниот извештај била 2,5, на овој извештај е 3. Меѓутоа таму има конкретни забелешки. Еве за делот кој што јас го покривам, можам да кажам. За другите навистина не се чувствувам компетентен. Во делот на транспарентноста во трошењето на јавните пари. Има забелешки и на претходниот, и на предпретходниот. На сите извештаи има дека Македонија нема систем за внатрешна финансиска контрола и мониторинг на трошењето на јавните пари. Затоа, од сите пари кои што ги имам во ИПА 2018, околу 3 до 5 милиони евра, сега не ме факајте за збор, 90%, бидејќи сум ИПА координатор и одлучувам за распределба на средствата, одлучив да одат за PFM проектот, односно Public Finance Management, за да се создадат механизми, бидејќи бевме свесни дека Европската унија одсекогаш тука детектира слабости. И сега тој проект се спроведува и ќе се спроведува во наредните 3 години. Значи, мојата улога не е да ја бранам владата, ниту сум адвокат на владата. Мојата улога е да ја бранам државата и интересите на државата пред Европската комисија. И ако треба да критикувам, јас критикувам и тоа го правам јас во владата. Бидејќи мене ми е важно кога ќе одам во Брисел да имам што да кажам, а не кога ќе излезам во јавноста. Има други луѓе кои што треба да се бранат. Николовски, вие и денеска нотиравте дека забелешките се во економијата, нема инвестиции, нема вработување. Од друга страна пак вели Османи имало вакви оценки во претходните извештаи што по мене не е оправдување, веројатно секогаш треба да бидеме подобри и подобри. Меѓутоа еве што според вас е клучно во делот на извештајот за економијата и клучните слабости? Клучно од овој процес на евроинтеграција е граѓаните да живеат подобро, затоа што се друго е празно слово на хартија. На сите во држава им е јасно дека економската политика на оваа влада е катастрофална, односно не постои.
Една од причините е што значаен дел од институциите не работат. Јас кажав и во една друга прилика, најголем дел од министрите работат од 10 до 2, директорите работат од 12 до 2. Со такво работење нема реализација на економски политики. Ќе споделам неколку бројки со јавноста, за да практично и низ бројки им го доловам она што го чувствуваат сите тие, а тоа е дека не живеат подобро. ММФ ја ревидираше стапката за раст од 3,2 на 2,8%, значи самите одат надолу. Понатака, потрошувачката во првото тримесечие на потрошувачите е намалена за рекордни 24,9%, да преведам, 1/4 помалце граѓани ве трошат пари годинава од што трошеле лани. Понатака, во делот на раст, во четвртиот квартал 2017, која оваа влада беше на власт, Македонија е предпоследна со 1,2% и Словенија е, например, прва со 6%. Понатака, во делот на градежништвото, кое што е клучно за да се движи економијата, има пад во вкупните одобренија за градба, кој што ќе се рефлектира потака, за 51,2%. Преведено, пола помалце ќе се гради оваа година, во што се градело минатата година, што значи дека работници од градежниот сектор, кои што се и најзагрозени и од најниска социјална категорија, минимум пола ќе останат без работа. Понатака во однос на бројките, може сериозно да зборуваме, например, за падот на индустријското производство, или можеме да зборуваме за сериозен пад во сите сектори поврзани со индустријата. Го споменав градежништвото, каде што вкупно минатата година имаше раст пад од 37%, годинава веројатно ќе оди и надолу. Следна работа која што е многу битна, во однос на планираните приходи кои што ја даваат крвната слика на државата. Во однос на планирани приходи во период 1.1.31.3, значи за изминативе 3 месеци, има пад помеѓу планираните приходи кои што самата влада ги планирала во буџетот и остварените за 7,33%, значи за толку помалце собрале пари. Во однос на само месец март падот е за фантастични 13%, значи 13% владата помалце собрала во буџетот од тоа што самата планирала. Понатака, има намалување на ДДВ-то од промет во земјата за последното тромесечие од 2017 за 6,31%, или сето ова заедно значи драматичен пад на економијата и финално ние сме мала држава каде што основен двигател на економијата е буџетот, односно државата е најголем потрошувач. Капиталните инвестиции во делот на реализација за првите 3 месеци се рекордно ниски 4,23%. Математички би требало да се 25%, затоа што 1/4 од годината успеале буџетот кој што самите го напишале, кој што самите треба да го реализираат само 4%, затоа се е замрзнато во државава и затоа никој не може да ги почувствува ефектите од ова што го работи владата. Добро, јас нема да се коментирам на ова, бидејќи темата е извештајот. Само сакам да кажам во делот на имам една важна анализа која што зборува за планот 369, кој што се занимаваше со политичките теми, односно политичките критериуми, односно ургентните реформски. Ќе стигнеме до нив, тука се опфатени администрацијата, ургентните реформски приоритети и еве една анализа компаративна на сите 6 земји во регионот, вклучувајќи ја и Турција. Во напредокот од последниот извештај, Македонија е на прво место од сите земји во регионот, вклучувајќи ја од Турција, во политичките критериуми заради бустот што го даде планот 369. И навистина со ова може да се гордееме. Ако јас сум виновен за ова нешто со Албанија поврзано, јас ја превземам одговорноста дека Македонија е прва во регионот за политички напредок во последните. Меѓутоа еве во планот 369 за зборува и за јавната администрација и реформите во јавната администрација, каде што и вие исто така имате забелешки и дека работите таму не се спроведуваат. Јас сакам со факти да зборувам, ева за економијата очигледно немаме одговор, би сакал за планот 369 да позборувам. Планот 369, откако владата сама излезе дека е 42% реализиран во тие 9 месеци во кои што требаше да е реализиран, за следни 2 месеци пак не успеа да го реализираат и стигна до 90%. Да знаат граѓаниве што е планот 369, сакам две работи ја кажам. Прво, има лажни податоци во планот 369, односно се лаже за одредени работи, ќе кажам за кои, а второ ќе ви кажам какви небулози има во планот 369. Например, тогаш можеме конкретно да дебатираме. Еве, сега конкретно јас одам, не направам како што бев, конкретно и за економија. Поглавје 3 собрание. Точка 3.1.
редовна и суштинска надзорна работа на Комисијата за надзор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање и така натака. Рок континуирано, статус на реализација во тек. Ова што значи дека Собранието врши надзор над Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање. Која е вистината? Вистината е, зборував пред емисија со претседателот на комисијата, дека таква евиденција, односно надзор, не е направена од причина што прво комисијата беше надвор од деловникот формирана со мнозинство од власта, иако требаше да е со мнозинство од опозицијата, и таа грешка е поправена пред само една недела, значи една година функционираше со мнозинство од власта, само претседателот беше од опозицијата. Добро, вие не бевте во собрание. И тоа е вториот дел во периодот кога мојата политичка партија не беше во собранието заради познатите политички причини, но и претходно, а и сега, не се створиле услови да работи. Понатака требаше да има експерт, ангажиран и платен преку ДИКАВ. ДИКАВ е агенција која што се занимава со реформи и која што треба да дава поддршка на овие служби. Сакам да кажам, да знае цела јавност. Постоеше процес во собранието каде што требаше да биде експерт. Учествуваа представници и од власта и од опозицијата во изборот на експерт. Се избра една личност, нема да ја именувам заради дискреција. На крај дошол господинот Талат Џафери и од позиција на сила рекол нема да ја тој ти е овој, и сега имаме избран човек кој што е надвор од целиот овој процес и забрзо ти има реакција од ДИКАВ. Ајде да одговара Османи ред по теми. Добро, имам и други теми за 369. Прво не е точно дека е 42%, бидејќи тоа е некој извештај некаде пред 5-6 месеци. Планот 369, односно делот 6 и 9 го опфаќа периодот од завршување на локалните избори до објавување на извештајот до 17. Да велите 90% од предвидените 100%. Рокот заврши на 16 април во 12 часот кога и го објавивме на полнок извештајот, и тогаш е 92-3% реализацијата. Иако од почеток кажував дека не е коректна анализата со проценти, бидејќи мерките се квалитативно различни. Имате една мерка која што има тежина колку 20 други мерки. Меѓутоа, бидејќи опозицијата инсистираше на проценти, моравме и ние да се адаптираме на проценти за да укажеме дека тоа не е точно. За конкретното обвинување во однос на комисијата. Не, прво да кажам дека има 92% и 100% од суштината на планот, бидејќи целта на планот беше да се врати земјата на евроатлантскиот пат, а тоа денеска и Могерини и Хан го констатираа. Така да, во однос на квалификација на извештајот, кога треба да одговарам јас, би ве замолил, пуштете ја Могерини и Хан, ќе ја заврши работата, можеби полесно. Могерини и Хан вас ви дават вакви изјави за да убрзате со Грција и за да го решите проблемов. Не е така. Тоа е јасно на цела јавност. Значи Могерини и Хан даваат објективна, конкретно вие имате политички флоскули, ќе продолжам конкретно зборувам. Даваат објективна анализа во однос на конкретната мерка. Сам рече господинот Николовски дека кај роковите на таа мерка пишува континуирано. Тоа значи дека нема рок 9 месеци. Ќе броите као реализирано. Па континуирана е таа мерка. Таа мерка континуирано се реализира. Значи треба да има комисија, да се формира, и таа се следи во наредниот план 18 кој што ќе го објавиме сега. Нема рокови. Таму каде што има рокови, ние кажуваме дали се касни или не се касни. Мерките кои што ќе бидат за наредните 100 години ќе треба да има надзор над може да продолжам ја конкретно вака да не е политичка. Велите дека оваа мерка што ја прочита таа е без рок и затоа така е. Така, таа е без рок. Ај со рок да видиме некоја. Имајте предвид дека ние немаме рок, нема надзор на УПК. Ајде нека конкретно се одредиме. Следна работа сега. Треба граѓаниве 369, ние зборуваме, некако они не го осеќаат. Треба знаат што е 369. На пример, има цело поглавје 4 во 369, кој што се вика именување, и сакам да ја прочитам, ќе ми дозволите да сватат граѓаниве што се реформиве во држава. 7 мерки има. Прва мерка: продолжување на консултациите со претседателот на државата за пополнување на испразнетите места во дипломатско-конзуларните представништва. Може ли веднаш да прва реформа? За да биде по да ги Ајде, читам, ако се кратки само, да. Ајде, двака нека следу многу се. Тоа беше барање на Европската комисија да се пополнат. Значи Европската комисија бара претседателот и министерот за навршнија се работат. Окей. Да се пополнат места. Добро. И ние бидејќи тоа е процес кој што зависи. И тоа е реформа. Значи реформа е министерот за надворешни и претседателот да одат секој ден на работа. Окей, треба граѓаниве да знаат. Пополнување
Устафувањето на ДКП-ата во историска година за Република Македонија е многу важна работа. Тоа им е во опис и попис на работни задачи. Председателот ги блокира амбасадорите само заради тоа што доаѓаат од ДУИ и имате амбасада во Женева и имате важни амбасади во вакви важни моменти кои што председателот на државата. Потсетам дека и Николовски беше направо да биде амбасадор, да фокусирам, сакам да беше на некој начин блокиран, да речеме. Остава празни амбасади со години само заради тоа што доаѓаат од Господин Османи се обидува цело време да дефокусира, нема да дефокусирам, ќе продолжам. Точка 2 во реформиве е избор на јавен обвинител. Значи, нормална работа во државава, избор на јавен обвинител кој ќе му заврши мандат или кој ќе е разрешен, е реформа. Тоа е точка 2. Зошто е реформа избор на јавен обвинител? Затоа што тоа беше една од Тоа беше нормално дека ќе се случи. Така, се сметаше и во државата и во Европската комисија дека смената во јавното обвинителство, односно јавното обвинителство, секогаш се менува обвинителот кој ќе се смени власта. Јавното обвинителство е голема пречка за спроведување на реформите во правосудството и важен чекор во деблокирање на процесот на реформи во правосудството е назначување на Значи, собранието да си ја брка својата работа, пошто собранието избира обвинител. До третата сме цела емисија ќе ми помина кога ги читате вака. Трета точка. Избор на членови на Уставен суд. Следна реформа. Може ја продолжам неколку кои набрам. Избор на членови на Совет на јавни обвинители на Република Македонија. Исто реформа. Именување на лица на раководни позиции преку транспарентна постапка во согласно со правната рамка, значи почитување на закон е реформа. Именување на членови на управните и надзорните одбори во согласно со правната рамка. И избор на судии на испразнетите места. Може ли сега да значи, тоа што е работа на председател, министер за надворешни работи, Собрание на Република Македонија, Судски совет, и институциите кои што треба да вработуваат во Република Македонија се вика реформа и ние после имаме проценти кои што кај граѓани ви изгледаат вау, во суштина не им го подобруваат животот. Само јас да кажам квалитативно, а видовме дека имаше скандалозни работи во Советот на јавни обвинители, имавме одредени скандали во именувањата и ако зборуваме така, дури и ако требало да бидат реформи, имаше и негативни страни. Суштината да вели избор, не вели како. Заслужува и Николовски. Имам уште. Да, ама само да го објаснам концептот. Значи, во нормален процес на пристапување до Европската Унија, вие функционирате преку транспозиција на европската легислатива, односно реализација на НПА-то, Националната програма за усвојувањето на АКИ-то. Бидејќи Македонија се најде во вонредна состојба, Европската Унија дојде со ургентни реформски приоритети. Значи, самиот збор ургентни... Ама во ургентните реформски приоритети ги нема изборите на суди сега. Немојте да манипулираме со јавност, луѓе не ги читале, јас сум ги читал. Значи, зборот ургентни укажува дека ова не е нормален мод на државата, дуку е нешто вонредно кое што го правиме како лек за да ја вратиме државата во нормални води и потоа продолжуваме со стандардните Кај пишува во прибе дека реформа е избор на членови на Уставен суд? НПА реализација. Значи прибе е дел. Добро што дојдовте до тоа. Само да ја завршам. Да знаат граѓани што е 369. 369 постоел секоја година. Може да ја завршам. Само да ја заврши реченицата за прибе беше. Значи се работи за ургентни реформски приоритети за враќање на државата во нормала. Ова го кажавте трет пат. Да, и затоа има вакви ситуации. На пример, назначување на јавен обвинител значи враќање на јавното обвинителство во нормала. Пополнувањето на Уставниот суд со членови е враќање на државата во нормала, за да може потоа да водиме еден нормален процес. Прибе е дел од планот 369, но планот 369 е поширок од Прибе, бидејќи ги има и ургентните реформски приоритети, го има и Пржинскиот договор, бидејќи го има и препораката од односно извештајот од 2016 од Европската комисија, значи и програмата на влада. Николовски, значи, црпи од неколку само да потенцирам дека планот 369 ги има и јавната администрација и реформите во судството. Точно. Значи, да знаат граѓаниве што е 369. 369 имаме ние така наречена НПА, односно национален акцијски план кој што треба да не однесе во Европска унија. Беше тоа е во нормални услови. Господинот Османи креативен, мора му се признае, направи добар пиар
потек и го крсти тоа 369 за нема баук. Сега продолжиме со 369. Да ви кажам како се прават реформи за борба против организиран криминал и корупција. Што стои во извештајот во однос на ова прашање? Па зашто нема реформи, зашто граѓаниве не ги чувствуваат и зашто имаме убиства кои што не се расчистени, зашто имаме грабежи кои што или рекет низ држава кои што не се расчистени, а ради следново. Затоа што се сведува мерките на подпишување на меморандуми и стратегии. Например, мерка која што е реализирана и реформа е подпишување на меморандум за размена на информации за потребите на истрагите помеѓу МВР, јавното обвинителство и основниот суд, што им е работа на овие три институции да оправат меѓу себе, затоа што законски така се регулирани односите. Понатака, евиденција на одделот за борба против сериозен и организиран криминал преку проактивен пристап и следење на започнатите процеси. Значи тоа што му е работа на министерот за внатрешни да го прави, овде е реформа. Само требало да понатака, кредибилна евиденција, гледате какви убави зборови користат, во заграда, вклучително и повраток на имот, што исто така му е работа на обвинителството да го прави, и последно, усвојување на стратегија за јакнување на финансиските истраги и конфискација на имот со акцијски план. Значи имаме стратегија, акцијски план и меморандум. И затоа стоиме овде кај што стоиме. Значи, прво, дело 3 имаше генерално. Не, ова е дело 6. Да, само да кажам, дело 3 беше уште по-благ, бидејќи беше отварање на создавање на рамката за реформи. Во самиот извештај денеска пишува реформите не може да се одвиваат преку ноќ. Меѓутоа владата воспостави здрава рамка за реформи, бидејќи донесе стратегија како да се реформира судството во наредните 3 години. Меѓутоа во извештајот е за конкретно за корупцијата и само да довршам. Значи се донесува стратегија за овој период од 9 месеци, од кои што 2 беа нефункционални заради изборите, дури 3, значи вкупно 6-7 месеци ефективна работа, се донесува стратегиите, се донесува акцијските планови, се затворија ургентните прашања кои што беа проблематични и во јавноста, и вие на овие дебати тука ги покренувавте, и денеска стигнавме до позиција да дојдат и Хан и Могерини и да кажат пак флоскули, значи пак нема дали ова што го читаше сега во суштинскиот. Вие сами го пишувавте извештај? Ова планов ја не го пишував, ја ви читам од вашиот план. Јавна администрација 2016 оценка 3. Добро, пак бегаме значи. Ама не, добра е за конкретните работи што ги читаше однос на корупцијата, затоа што и борбата против криминалот. Може и за тероризмот нешто прашање? Антикорупцијска политика 2016 оценка 2, сега 3. Организиран криминал оценка 2, сега 3. Да ви кажам како се бориме против тероризам. Судски систем оценка 1, сега 4. Реформата во борба против тероризам. Владата, бидејќи јас сум бил во таа влада. Зборувам за планот 369 и бустот кој што го направи 369 за да Македонија во регионот биде прва земја во регионот. Се бориме против тероризам на начин, читам повторно, евиденција за состаноците на Националниот комитет за борба против тероризам. Значи, овие држат состаноци и се реформава, да се оправат записници од состаноци. Ги наоѓа само мерките кои што немаат рок. Не, ова ви е реализирано. Ја не спорам дали е реализирано или не. Зборам што е суштината. Суштината е дека вие правите записници од состаноци. Не, смешна. Па ја пишува овде. Евиденција за состаноците. Не е така. Пауза за реклами и одиме понатаму, ќе разговараме и за реформите во судството и за јавната администрација, работи нотирани во извештајот на Европската комисија. Имаме уште 6 минути до крајот на емисијата и за крај да бидеме ефикасни, ги кажавте оценките за судството од 1 на 4, факт е дека се вклучите во реформските закони за судството и тука опозицијата беше конструктивна. Сепак и давате и една пак денеска и на пресконференцијата реченица дека има инструментализација на судството која се користи за политичка пресметка со неистомисленици. Од една страна се согласувате за законите реформски, од друга страна нагласувате дека е инструментализирано судството, за кое што ве обвинува секако и од СДСМ кога вие бевте на власт. Дури беше и тогаш така. Сум кажал и ќе повторам, сметам дека најголемиот предизвик во Република Македонија е реформата во судството, која што не успеа да ја направи ниедна влада, вклучително и владите кои што ги водело ВМРО-ДПМНЕ, од многу едноставна причина, што сите доаѓале со една голема енергија да го реформираат судството и после 6 месеци до 12 месеци ги гледале придобивките од еден непринципиран брак помеѓу
владата и судството, кој што не треба да постои. И така некако уживале во тие придобивки и решавале да не ги прават реформите, очигледно на краткорочно задоволство на двете страни, кое што долгорочно ја уништува Република Македонија. И овде што е значено? Ние главно фокусот го имаме насочено кон еден до два суда во Република Македонија, Скопје 1 и Врховен суд. Постојат толку големи фалинки во правосудните органи низ Македонија, во основните судови, каде што луѓе по 10, 12, 15 години не можат да затворат еден обичен судски спор кој што им ги сериозно отежнува на дел и уништува животите. И ние доколку заеднички не прифатиме дека ова е во моментов најголемиот проблем, а јас велам дека е, тогаш мислам дека несериозно продолжуваме напред. СДСМ, кога доаѓаше на власт, доаѓаше со истата енергија, сега некако не ја гледаме таа енергија, ставија во втора, ги нема оние работи кои што ги најавува пред да дојде на власт. 369, значи реформите се, што конкретно е направено? Видете, еве можам да ви читам од извештајот. Вика, во однос на правосудниот систем, слободен превод е, потребна е нова кредибилна стратегија за реформи во судството, која што ќе се осврни на препораките на Венецијанската комисија и итните реформски приоритети. И исто така треба да се имплементираат сите препораки како би осигурале дека судството може да функционира без надворешен притисок и да остане во рамките на напорите кои што ги прави самото да биде независно. Значи, самата Европска комисија признава дека има притисок. Понатака, мене една друга работа што ме загрижува. Морам пак да се вратам политички за да... Да, меѓутоа имате го пред времето и мора Османи да одговори ако се 10 само. 6 пратеници беа приведени без одземање на имунитет. Од нив еден пратеник нема ни обвинение. Дали ние видовме било кој да понесе одговорност за таа работа? Сето тоа е еден поврзан систем кој што функционира како што функционира. Ова е дел од 369 план. Да, нотирано е дека во судството има добар напредок, иако апсолутно јас се сложувам, јас имам повеќе забелешки отколку Европската комисија и дека тоа е систем кој што е лошо формиран од независноста па навака и треба многу повеќе отколку реформи кои што може да се спроведат во 9 месеци. Меѓутоа е важно дека усвоивме стратегија која што Европската комисија ја одобри и буквално стои позади секој збор од таа стратегија и од акцијскиот план и законите кои што ги правиме. Нас ни е важно тие вредности да ги внесеме тука во Република Македонија и да ја трансформираме државата по тој дух, но се разбира дека во судството има многу и главниот новиот план до декември ќе се занимава со законот. Уште едно битно прашање, јавната администрација, она гломазна администрација и во извештајот е нотирано за средовечните административци, за реформите кои таму треба да се спроведат, дали таму има политички влијанија или не. Се чувствуваат ли според вас тие реформи? Во однос на јавната администрација, ние испративме неколку писма до Европската комисија како политичка партија, во која што ги нотиравме сите незаконски разрешувања кои што се случија во процесот при промена на власта. Факт е дека после правосудството втор најголем проблем е јавната администрација, која што повторно како правосудството сите влегуваат со една голема енергија да ја реформираат, после одреден број на месеци и тука настанува овој непринципиелен брак, каде што на власта ја одговара да има добри односи со јавната администрација, користејќи ја и како гласачко тело и како механизам што и вие сте го употребували, тоа е докажано. И доколку за овие две работи, јавна администрација и судство, не се надминеме себе како политички партии и не направиме сериозни реформи, ние никогаш нема влеземе во Европска унија без разлика дали ќе го решиме името или не. Се надевам дека вака убаво ќе завршиме дебатата, бидејќи навистина некои прашања мора да постигнеме консензус и тоа Могерини го кажа денеска на состанокот во влада, дека имате многу прашања да се карате со опозицијата. Дали политики во образование, политики во здравство и така натаму. Меѓутоа, има некои прашања за кои што за Европската унија се примарни и за кои што мора да најдете консензус. Се надевам дека ќе седнете на заедничка маса да ги решите сите овие прашања. Да ја повикам и опозицијата и сите општествени фактори да ја искористиме оваа историска година да се здружиме за овие државни интереси и да постигнеме. Господа, ви благодарам што бевте топ тема на ваша страна. Очигледно е потребно повеќе време кога расправаме за несогласувањата и согласувањата помеѓу вас. Ви благодарам и вам за вниманието. Имајте пријатна вечер.